Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Уценувачкиот однос и политичката агенда што ја спроведува раководството на СОНК се на штета на учениците и наставниот процес. Децата, учениците се ставени во неизвестност. Со неколкунеделен прекин на наставата се загрозува иднината на над 16.000 матуранти и нивното натамошно студирање. За штетноста од прекинот на наставата предупредија и Народниот правобранител и УНИЦЕФ, апелирајќи наставниот процес да продолжи. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како никоја влада, претходно покажа грижа за вработените во образованието и детската заштита. Преку социјалниот диалог се дојде до конкретен предлог за зголемување на платите од 12%, како и нов општ колективен договор и нова методологија за континуиран раст на платите. Сето тоа во време на најголема светска економска криза. Одбивањето да се покачат платите во просек по околу 3000 денари од страна на раководството на СОНК покажува дека платите на наставниците не се цел, туку политичка агенда на опозицијата. Тоа е истата опозиција која овде во собранието цела година блокира закон за поголеми плати на наставниците. Очигледно се избрза со штрајкот, свесно, иако по закон за минимална плата стои временски период за усогласување на платите од 6 месеци. Правото на штрајк и протест е уставно гарантирано право, но правото на образование е исто така уставно гарантирано право. Кога овие права доаѓаат во судир, правата на децата се поважни. Никој не смее да ги загрозува правата на децата, институциите имаат обврска да обезбедат продолжување на наставата. Учениците мора да се вратат на настава, за последиците по нивното образование да не станат уште потешки. Благодарам. Дали имате некое прашање? Ви благодарам.